Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Па никој не славел роден ден. Значи Кате ќе слави песка во студио овде. Браво, Кате, да си ми жива и здрава. Фала, колега. Среќни празници, среќна нова година, бандик, Божик и така натаму. И Стара Нова? Лека песка. До Стара Нова имаме време. И ова ја ќе го пукам во емисија. Може ли? Ето така. Чекај малку сега. Ќе ги викнам и другите Секако, гостинки денеска домакинки. роденденско издание. Баш ми е драго што се погоди денеска денов. Ова е Јубилејно. И среќа роден на сите оние кои што слават денеска или славеа овие изминати денови, а ги има навистина многу кои што ја ги познавам, така што во оваа нова 2025-та да сте живи и здрави и весели и викај ги. Ајде. Имаме гости. Значи, Тината Утович ќе ни справи друштво и ќе ни биде на роден ден во Никој како. Тинке, здраво, фала многу. Голема да размешам. Здравие, среќа, љубов. Фала, Така беше. Што имам подарок? Тинка, конечно после толку најавувања. Аз имам шиша, добро. И ова другото да не правиме реклама. Фала, Тина. Тоа мојот подарок ти го чекај, ќе го отвориш прво да видам. И Марија Танасовска, ние во Телма си ја викаме Марија Twisted City за сите оние што ја паметат од ово. А сега нека не биде Марија Амбуланта. Марија Twisted City може уште. Види Марија Амбуланта е одлично. И домакинско поклонче, бра. Така е, мацо, бе. Како подарок за песка. Видите како размислуваме со ноже. Фала, Мацо. Чекај само Марија да пречекам и јас. Ајде. Не се поздравивме, не се гушнавме. Значи, имам и подарок. Повелете, колешки, седнете се, чувствујте се како дома. Значи, Ката направила руска. Руската е... Чекай само вака да не те кријат. А вако на Ненад рецептот од озгоре многу мајонез. Ненад ќе отвара Не, ја тоа не. шампанско. А ти ќе отвараш подарок. Ај, баш да видам да ќе се западне. Така, роден денот да го почнеме. Прво ти кај мене, во емисија ќе прославиме оваа година. Од ова 2025 сите што слават роден ден во Телма. Ама и Не, ама уни ќе слават пески како мене. Пески овдека се пола век што седи на маса. А пески кога ќе славите? Чекај, за мене има уште Ти ќе време. ми кажеш како е за месец ден. Баш. А која прва слави? Иде бунда ти купил човеч. Леле, каква убава шапка, Нено! Като? Знаеш дека, ама не можам сега ќе се расипам фризура. Абе, ставе. Ставај, оваа твоја фризура не се расипува. Па види како со цената. Па не можеш со цената да... Сега роден Като! Никој ми звони у среда емисија. На емисија ќе ви се јави. Звонеш Да. во среден. Еј, топ ти стои. Да, Да не вака така седи. да Седи си вака, седи си вака, жешко е, да. Добро. Растори фризурата, И дечки. сега која веќе почнавме како. Ајде, Така. ќе да направам одма. Леле. Готова? Дечки, Ево. ова е нестандардно издание, за се што ќе се случи не е никој крив. Една не можам да ти ставам у емисија. Вика, мамо, дал си нормално. Сега ќе Тоа е видиш. многу добро прашање. Гледа, има и кифлички и руска, чекај Дали танјирчиња. тоа значи како знание? Осигурано е, ај проверете Да. осигурањето дали е све како што треба. Добро, пошто не знам ова кај ќе одлета, а сакам да Не, но немој само нас да не повредиш песка, да прославиме, барем те молам. Ке Марија ќе се обработува Каде да- темите повреда на работа. Вака ќе одам. Па ако се одбие од мене. Ке Не, нема не, но немој само... Кате! Ајде, девојчиња. Добро. Ајде. Драги дами, повелете да наздравиме и да почнеме. Ајде. Официјално со Леле, ножов оние што го игри, донеле за прашања кои што торта. стандардно И торта ги имаме. имаме, а? За гледачите се гледаме нормално во оваа нова прв пат, малку одморивме, верувам ви недостасувавме. Не било вака, јас ке Повели колешка? одморам се. Гледа. И
Продолжуваме и се враќаме нормално во исто Сега темпо, имаше со иста билјучиња, забава. ќе му ржете Она што ова. исто сакам за гледачите да го надополниме е дека оваа недела ќе имаме дел од нашите колеги, само ова на Марија, нали? И ќе се направиме жедни. Тинке, жедна. И здравица. И само да споменеме дека до крајот на оваа недела ги имаме дел од нашите колеги од телевизија Телма, со кои Така е. ќе си правиме никој како и ќе се забавуваме, се разбира, овие денови. Чекай, маца, само да ја прашам, маца, пијам вибрамицин, може една гупка? Може ја да и Една за на здравје. Ајде! Ама нема да Ева! Па добро, ова е Така, овошно. третиот нема да делува, другите два ќе А делуваат. ти што мислиш што ти давам? Ама овошно безалкохолно. После песка нема више пиење. Ете така. Ако ве сме кај нашите колешки изненадувањата кои што денеска нормално ги имаме во емисијата, со кои што и почнавме, нели? Се разбира. Не знам дали се сеќавате, но моите колешки, сите овде, вклучително и Кате, се долги години по ТВ екраните и имаат забележителни своји проекти кои што навистина биле успешни, гледани, следени и така натаму. Сакавме оваа прилика да искористиме, па и нив да ги подсетиме, а нормално и вас да ве подсетиме, оние кои што сте наша генерација, па и повозрасни, овие другиве нова генерација, ве знаат по овие проекти, така ли? Така што, ајде да почнеме од кога да почнеме? Ајде, Марија, Ајде од мене. Марија, твојот проект Теград, да речеме Твистед Сити, Теград, така? Проект за електронска музика. Така е, проект за електронска, само да видиме Ами да го джингот. како изгледаше. Чекай, маца, ќе те видиме и тебе. Колку сум ја гледала. Чекай. Во саботата, Ау, германскиот е! музичар Лоре беше гостин диџеј во Скопскиот клуб. Види, колешка, па ти не старееш. Па иста сум. Па иста си за малку ти е витка на косава. Малку позна неговиот настап содржа пред-парти во клубот гледам. Малко. Таму музиката на скопскиот диџеј Александар Танчевски беше зачинета со неколку кулинарски специјалитети, што беа повторно за дел од кулинарски перформансот Акто 2, кој го сликува линкот меѓу Ние уметноста. случајно гледаме. Добро, окей. Да, и ова беше ај само во кратки црти, ако може за светските овој проект кој што обележува твојата телевизиска 12 кариера. години на телевизија Телма се емитуваше, Твистиците Теград, во него продефилираа речиси сите музичари од електронската сцена од домашната, бога ми голем дел од светската музичка сцена. На вистина ми е драг овој проект. Се идентификувам се уште со него. Се уште некој ме викаат Марија Теград. Јас. Новата генерација дефинитивно не ме Не те познава. познавам, Да, така. бев на една од журките, на која што ме подбутна еден дечко и ми рече извинете господјо. И? Така што сватив дека Нисам дека- новата генерација се ме идентификува со овој нов проект. Ама не дека не си за таму си уште, така? Се чувствуваш Одлично се супер. склопувам. Тоа сакам да прашам. Бев сега за нова година. За нова година беше? Бев, да. И како? Супер. Топ. Сакам да прашам дали ти недостига? Да. Да, би го правила пак? Би го правела доколку сцената беше онаква каква што беше Во некогаш. тој период, така. А за MTV нели имаше прилог? Ја тоа цело време сум слушала за тебе, дека толку си добра што имало и за MTV. Да, за активи. Ама што беше Ја бара, но не ја дадов. Macedonian Television, тоа А, на таков ли? Добро. Океј, да се насочиме кај другата колешка. Мене се уште си ми во телефон Тина Белоглувч. Леле, таму најде? Не знам од кај да најдовме сега да го видиме материјалот, мислам дека е од таму или од она што е достапно на Братот на YouTube. напредок, нели Значи, си го? специјално Ова, купив. ова Леле, е, ова е да, шпицата, господа Боже. Гледај. Кифлички, земи си. Елка, чифлички. Ајде. чекај сега Тина малку да ни раскаже. Ова се твоите почетоци, така, Тина? Не. Ова се почетоци, да речеме, телевизиски. Да. Онака да се фатиш за работа и секојдневно да работиш во телевизија, инаку моите почетоци И тоа те следи до ден денес. Да. Секој ден. Добро, окей, само шпицата за жал. Пак вртат, гледаш, еве, Гледаш само што пак друг вртат, број. ама на Да, други све со броеви. телефони. Ама ја днес. мислев ќе го изведеш она братот на напредок, тој е еден од најгледаните клипови на YouTube. Раскажи. Не сте го гледале за јуниор купот кога го работевме? Не. А, Лјупчо, Кажи, ај молим те ако може да го направат нашите колеги. значи тоа е клип кој што е Братот на напредок се вика? Братот на напредок се вика, тоа беше јуниор куп кој што се работеше во тогашната еден телевизија паралелно со оправдано присутни. Практично направивме пробив на младинци кои што да речеме, ма не беа ни младинци, како ги работевме од 5 до 8 делење, не беше ни Добро. 9 летка, кои што играат турнири во мал фудбал и она што беше
изненадувачки одлично е што салите беа преполни по градовите. И тоа не со нивни другарчиња, туку возрастна публика всушност гледаше мал фудбал и неверојатно беше каков импакт имаше и добие неверојатна популарност. Дури креиравме јуниор куп репрезентација која што ја однесовме во Дортмунд, Германија. Браво. И таму ги тепа германците. Инаку денеска фудбалерите се срекна женети со две деца, па можете видите пред колку време беше. И уште По се 30 фудбалери? и кусур години, не. Излезе нешто, Има некој што некој, остана? има, так. Тоа е Дај ни успехот, бројчиња да нели? ги викнеме, нас ни требаат. Може да, Вие некој ликови стана вакви. и фотографи, некој замина од државата, ама има и ќе го поздравам Филип Дурански, Зоки Тасевски игра на овие простори, а Филип Дурански мислам дека и играше и надвор и се уште игра, како и да е, се сретнуваме оние кои што ќе се најдеме, значи не може да заборавиме бидејќи растеа со мене, ама и мене ми беше убаво со нив. Да, секако, и води времење, така ли? Сега чекајте, Океј. ова масава мора Масава, да да, крсат ти нешто. како домакинка, Да. стави од руската, скокни ме мене, Добро. кифлички прекрасни се, можам да ради барцелаш на мајонез. некоја, Да, а јас ќе мајонез продолжам не јаде. со овие Со прашања кои што прашањава? ги имаме. Поздрав, Добро. Љупчо, ајде простено ти е денеска, неговото го оставил кај мене, а моето сценарио си го земал во режија. така, Но, значи. ќе се Сакам да снајдеме. прашам дали јадете руска. Секако. Да, Може би пратници без руска. Само да Следен роден, прашам. француска за мене. колешка. Маринка, дали имате вие таму позади руска уште? Ако немате, Ако имаат немате, за ќе време на имате за време на така е. реклами. Еве, може Да, има гледачите Ајде. сигурно имаат останато од руската да се Не, ставите. не се, ако им останало од руската, само да им кажам, фрлете ја обавезно таа што би останала, зашто не чини више. Па види како те Нова гледам прави. јас, како ќе фрлам. Нова прави. Фрлете обавезно. Не. Направете си нова. Нова. А, ова е таза, Таза сама е е ова од лесичка. денеска. Браво, колешка е Руската добра. е добра, да. обилата. Има да вечера, значи за мензе ги викнам. Специјална ова нова. Таа треба да се испрезне за да се види даскава како е Обилата даска, специјална, како е специјална елка. елка. Добро. И толку е, сега после ќе дојда... Јас ќе си зам кифла, а после ќе ја чекам тортата. Сакам да ти донесам Кифла и тебе. торта. Зашо од секогаш не јадеш руска? Од секогаш ради мајонезот. Абе, Од секогаш не мајонез јадам не мајонез. јаде? Затоа Тоа е јадам француски. Нели на утринска која бев јас цела срекна мајонези, он сам Она вика дојде јас. да готви со мајонези. И реков, враќај за назад, нема потреба. Нема потреба, не јадам. Не, па едно правеше без мајонез. Една без. Да, да. Океј, одиме сега на нашите стандардни прашања, нели? На почеток, како и секогаш, Тина веќе знае. Рутински емисија. Марија не знае, но ќе дознае. Ќе биде Мото ти кога интересно. ќе дојдеш уствари од телевизија, нели после секој Ова ден. ми е време за одмор и за тоа сакам да молчење. прашам. Така нели молчиш Затоа ова ми време? малку тивка денеска. Добра, ама сега ќе се раздвижиш Сега малку. готова, Готово. почнувам. Се Сакаме враќам во на елемент. публиката да Готово. ве нели презентираме малку во друго друго издание, све Секако, како зошто викаме, да не? така малку позабавно. Па така си на пример прашањата. Вика си се смеели некогаш толку силно што си почнал да плачеш. Да. И ако Кога, има Марцо? интересни ситуации, слободно споделувајте. И Има табличките таблички, да, ги не, играме. можеме си ја да ги играме. Да, Да. така, да. Ајде, да, и Имам сега да ги термин за слушам. тоа да вриштиш. Значи, имаш еден... вриштиш? Па се смееш И и вриштиш. вирлаш, има едно... Ја тоа секогаш го правам и у емисија ми се случи. Мене секош ме фаќа паника да не почнам да се смеам и да не ми се случи да не можам да престанам да се смеам во А, емисија. ако почнеш Бидејќи да сум се гледала А, такви ова клипови, во тоа може биде емисија? страшно. Да. А имало такви Добре, ситуации. аме ке тебе се бари доза на сериозност. Не можеш ти да се Апсолутно. изнасмееш. Апсолутно, но Ај, се кај случува. А има ситуации позади камера, кога, секако, да. секако. Треба да се воздржиш да, од смеја. А воздржувањето е најтешко. Не е воопшто лесно. Не. Интересно дека намногу ти се смее, например, јас се сеќавам Кога со не една треба, другарка, да. Се сеќавам, бевме во Ману на некој ивент, она пееше во едната другарка пееше во Корене, викна нели да ја проследиме. И таму кога дојдовме, значи пошто беше молку и строго забрането. Значи јас мислам дека го откоренав копчето од Тексас, го црвенев, сменив боја, личен опис и не можевме да престанеме Ти си и излегов. бегавме со Па да, си не можеш излегов. инаку. А тоа тргнува се од средна школа. Мене ми се случило тоа, нели, кога ќе ти речат престанете таму во трета како Како вие дома две. на вести и тишина ќе ти речат, ти уште толку... Не, нормално е тоа. После не можеш више, додека не ти избрка. Убаво ви кажав ја, кога не треба, тогаш ти доаѓа да се Така е. смееш. И секогаш е тоа така, Марфи. Јасно сега. Да. Дали Јас никогаш се сте останав со да. Цела женска Дали да. никогаш сте заборавиле каде сте го паркирале автомобилот? Сега Тинка? Јас ми Возиш се ли, не? десило да се заборавам ја кај сум се паркирала како човек, а иначе не.
Тоа е наша Тина, почна, отвори. Мата сигурно имаш некоја веса да вие со автомобилот ти За помолови го Се бараш. случувало да барам пред телма, позади телма, каде, повторно да се Тука вратам. во телевизија. Да, се случило на брзина кога доцнам, а нема место за паркинг и барам каде и ќе се паркирам паркираш, некаде. ама тоа ти се Ама исклучува, воопшто така? избришано. Да. Воопшто не се сеќавам каде сум оставила. И знаете колку е темно позади. добро. И после бараш. Па да не ми украде на колата, Леле. некогаш и тоа ми текнало. Леле. Има камери, така да тоа ќе се види. Кога сме веќе кај она Има што и треба да веќе. се види, да се види она што го побаравме, го имаме. А, го имаме. Го имаме. Yes. Ајде. Тина ќе ни кажеш што е тоа? Што имаме? Па тоа е Видеото што го напредок. баравме, напред. Напредок го имаме, еве нека гледаат гледачи. Ајде, напред да гледаме. Тренирам во Бачки ми е о 5 години. Од 5 години. Кажи ми со кого најмногу другаруваш од Башкими? О Бунјамин, Шабани, Дури, Мида и све. За сите, да. А што правиш во слободно време? Јас во слободно време ќе учам, ќе Изигруваш? Да, компјутер ќе играме. Кажи ми сега што очекуваш од средбата со Напредок, бидејќи најголем дел од учесниците во Напредок се твои другари од репрезентацијата на Кока-Кола Јуниор. Јас денеска ќе играме со Напредок и Напредок добро играм и ние ќе го победиме. Значи апсолутни шампиони ќе бидат. Возбудени, ја мога да кажам дека ова беа деца херои, она што паметам дека ниту една сала во која што се одвиваат турнирите немаше грејење, а најчесто во зима, затоа што децата преку лето се на распуст. Јас бев повеќе и записничар и тука меѓу организација и имаше момент кога микрофонот, дали смеете, значи на крај доаѓа мојата работа, ти не можеш да ја завршиш затоа што тоа изгледа вака. Да. А беа вистински херои и морам да ги поздравам, еве Бунјамин сигурно е во Македонија гледа, иако знам дека ми рекоа дека е во Германија. Има две дечиња, значи ова се веќе возрастни мажи. Значи ти од тогаш мислам, имате, разменувате Со некако некој, да, и преку Да, преку социјалните социјалните мрежи, да, медиуми, така иначе иначе. беа неверојатни деца и да ви кажам, се покажа, бидејќи беа дел и од репрезентација, се покажа дека како такви деца они беа и многу дисциплинирани, културни, не заборава, исполнителни и такви станаа како возрастни, што значи спортот си го направи своје. Одлично. Така е, супер. Дали некогаш сте јаделе нешто што не сте знаеле што е? И јас знам ситуација кога не знаеле што е, а инаку ја за малку фалеше да изедам, а да не знам што е. Ама прашав кукурек во Турција. И? А што? Па тоа се цревца од певца што викаат цревите. А најинтересно е дека бевме повеќе на одмор, млади многу знаеш и ти се гледа така кукурек свиткано, ма не знаев. Тој вика кукурек и нормално другарот вика вака, мислеше нешто пилешко и овој аха. И после му рекоа дека се цревца од певца. Јас сум од тие што сакаат да експериментираат. Добро. Пробувам, да. Мене ми се има случајно со сестра ми, кога бевме во Бугарија, по кинески ресторан јадевме, порачавме, не знаевме што е конкретно тоа, но имало не знам какви соја сосеви во него и јадевме. И некаде при крајот на вечера беше, ми се слушува прво мене, седам вака. Ја гледам, седи она така. На двете лошо, она ја знаете, и она медимско лице беше долги години. Почува да се смее, вика, слушај, ќе излеземе во наслови во медиумите, ми се слошило од прејадување. А вкусно беше кога јадовте? Многу беше вкусно и се прејадовме, тоа е факт, но кога се вративме во Скопје, отварам јас еден весник и пишува синдром на кинеска храна. Всушност, соја сосовите што се внатре, понекогаш имат многу силни адитиви. И ова се случувало, често се губело и свест, среќа. Среќа, не стигнавме до таму. Ние стапнавме веќе у еден ресторан, пошто мислевме дека ни од печурки. Па значи вие синдромот кинеска храна. Значи, Да, од соја сосовите. Добре, не праша што имаше покрај со соја сосовите, пошто кинезите нели имаат најразлични. Децата, Тука доста. Да, сте каста на некој. доста, до тука доста. Како беше инсектариум, е сушност кинеска бомбонјера. Леле, не.
шоколаде сакам, да. Протеинска. Протеинска храна. Добро. Да видам. Дали се појавиле никогаш на некоја свадба непоканети? Боже, сад ја не поканете, два и одам, па не. А да сте утнале, да речеме, кога сте оделе, па две сали, лево-десно свадби? Такво нешто. Некако дете имам упат, пошто во районот кај што живеам, објектот беше се освен тоа за што беше изграден. Имаше сала и ние деца игравме, знам, си игравме надвор и гужва играат, вртат ора. Ке влезевме натре, вака секи излезме колку можеме и ке се фативме во оро, ке извртавме. Како падобранци. Да. Не знам дали знаат децава дека пусти термин падобранци. Тоа кога ќе отидеш непуканат гости на ничија забава. Добро, значи си имала ситуација. Да. Како Се малолетни. важи. Мене и ретко да ти кажеме викаат на свадби, така што Маца, кога одиш на свадби играш? многу ретко, многу што ретко. не Понекогаш играш? ставам за да заради- испочитува. Да, заради тоа што нели електронска музика слушаш или не знам сад дома или не знам дали знаеш ора вајда. Јас имам одено на игрорна како дете. Значи игра. Што е Да, направено? имам Си, толку многу концерти. Јас ги знам сите сплетови. Барем мислам дека се уште ги знам. Требаше Одев да направиме некој 6-7 години, да. Сплет? Требаше да сплет. Не вика два пати да повикам да те направиш нешто едноро. Ја од Сплет памтам почнеме. онаа дефилења, Сплетовите текнови Как? во СФРЈ. Не. На стадион не ли се викаше тоа Сплет дефиле? Како не? Како се викаше? След се викаше тоа, след 25 мај, така? Да. Што правиш, са пракаш порака? Не, бараме, види се, ова мора. Некој игри песни од од Источна Ова Македонија. мора да го. Значи, пошто не е договорено, да не бараме сега да го симнат да го направат, нека земе тонец од овде музика, а вие две ваму се мене. Ја Односно не три. сум кате, не. Ја не знам. Ајде, Маца, покажи што знаеш, ја не го Само знам. кратко. Кратко, ајде. Ке иде ова на рил бара. Ајде ти нас, кратко, ајде кратко. Па добро ти ни каже Марио. Ама не е оро. Чека, слушате во тоноца. Оди ти што знаеш, ја не го знам. Ајде што? Ја не го знам. Като си мало ли тоа бе, да ме кажа, оро да ти игра. Дека и тој што слуша и следи електронска музика Го знае знае Пајдушко. Па така. Како бе да не знае, па... Па ја не Тоа е знам. не треба да ми се Не, најде. оро генерално се не мора, оро, да. Пајдушко не мора да го Само да ти знаеш, ама кажам. оро мислам, да. Значи, дедо луѓе. ми беше први од таа генерација што го создадоа танец и ме носеше, ја ги знаев сите ора на 6 години. И како дедо ми мораше заради здравствени причини, не е битно да остане дома, нели? И јас ги заборив сите. Освен правото и она 6 напред 3 назад. Ништо не знам. Оро, Ни Пајдушко, ни Мајдушко. не би требало да се заборава. Тоа Е, е на нешто како 6 сега скијање, тогаш ти тоа е нешто учала. како велосипед, така. Па не знам, ама не сум одела после. Никако. Не те викнале на свадби долго време и малку И ми така си беше срам да закржавела, ги... така е, Да, колешке, така е, Добро. колега. Значи, викајте ме на свадби, 50 имам, ама играм на свадби. Идеме бе катен. Се, вие сте медиумски ликови, не знам дали ви се случило, но може би дали сте заспале дека некој ви зборува. Може би преморени во некоја ситуација. Па не мора сега на емисија. Ја не сум не, заспала, верувам. ми се случило ментално да се исклучам скроз, особено ако соговорникот Да, се случува. монотон и неинтересен, ама не зборувам во тек на ако разговор. мислиш на интервју. Да, Општо интервју сега, не општо можеш. ситуација интересна. Општо во рамки на живот, да, во интервју нема Не шанс. можеш, да, да, Нема не шанс, можеш, не ќе си ти направиш дозволувам белја. така. Тоа е нешто што е Не, во интервју недопустимо не за можеш мене. да заспиеш. Ама вака. Толку стресно. А во- вака како Ама, реагираш? Па не, ја сигурно ликот ми е вака, а јас натре сум исклучена. Мислам дека таква сум била кога сега мајка ме кога гледа ќе се сети, кога ми се објаснуваше како многу мала математика, пошто никогаш родителите се занимаваат да ти да ти вметнат објаснат. работна навика, тоа фино се сеќавам и галамеа надвор веќе излезени и јас на мајка ми се бе објаснува жена, се троши. Ама мајка ќе те познае, вака ја гледам, се смеам и само ми вика повтори. Што ќе повторам, бе тоа се знаете, па. Да. И надвор.
Јас сум научена да се исклучат додека им објаснувам на моите керки математика обично. Предпоставам дека ти го имаш исто. Јас не се обидувам да објаснувам. Се придаде. Не, нема шанси да објаснувам. Има луѓе на кои што им функционира тој дел. Има луѓе на кои што едноставно не кликнуеш, не ти оди и крај. Мора да разберат. Некој е наменет за да оди натаму, некој така нели по уметност и ова и она. Вело дека математика е поврзана со упорност и со работа, така што дека секој доколку работи редовно ќе постигне успех. Значи јас сум во белјата. Добро, Добро, математика некад ќе се ставиш и верзија, може би сами се ставаме во животот сопки, не знаеме кои се нашите можности. Така да ако ти тргнеш со мислата дека не ме бива, навистина таа предпоставка ќе стане вистина. Во основно не може не ме бива, тоа е создадено, нели? Има врска и со професорите, јас секогаш сум рекла, ако е добар професор. Во Јосип Брос учеше срек. Математика. Па јас немам убаво искуство, стане. Не, ја немав математика, јас не се сеќавам на математика. Во Јосип Брос немаше математика. Сакам да кажам, така Не, изгледаше она го тоа. преспивала математика. Исто да не, ама не само ја, значи цела генерација и многу бевме ориентирани кон нели општествени науки, така е останата, сега не знам како е, ама Јас завршив во Корчагин, сите бевме насочени комплетно кон математика. Значи, не знам, ти мислам дека Така да она не ве сваќа дека математика не првото може дете и математика си имала нервен слом заради тоа што нели ти во Корчагин да му објасниш не можеш и тоа е тоа, така. Не сака да ме слуша, мене тоа ми е дека. Марија сега да почне да ме испрашува нервен слом ќе добие од мене. И од мене ќе добија нервен слом. Не прашуј Марија. Океј, одиме на телефони. Можам сега ја да поставам една задача тука. Задача? Ајде. Како пајдушко. Пајдушко, да. Со две не пуснете. Не, немој жити се. Не, тоа е Марфи, стално е така. Немој. Јас ќе се исклучам, нема. Муабетов дали некој сте го изгубиле вашиот телефон со сите контакти? Ау, како не? И ситуација. И? После тоа. Мојата ситуација ќе ја паметам дор сум жива, всушност се случуваше тука бев прва сезона ми се чини. Утрото имав закажано да се вади зап, морав такви некои, не е битно, ама важно тоа беше процедура и така беше осмислена, пошто треба целосна анестезија да биде во 9 наутро, за да можам, тогаш не го водев квизот, водев само црвена линија, за да некаде до 4:15 можам да движам устата и да водам емисија. И добро е, пушти, водев, се супер. И нормално, додека те држи адреналин, ништо не осеќаш, заврши црвена линија и одеднаш сваќаш дека си гладен, жеден, не можеш да јадеш се уште и само си мислев на млаката супа кога ќе дојдам дом. И некаде на полпат тука кај Жена парк, Жена борец. Добро. Ветер еден дуваше, нешто прскаше, некој дожд, ваква цела, тепа на главата зграда ми беше. И да побарам телефонот за да се јавам да не треба нешто да купам, го нема. Значи тогаш имав нервен слом, а немав капацитет да го поднесам, значи имав стрес од утро. Стрес до стрес. Најинтересно е што до ден денес го паметам, Александар се викаше во... Го најде некој телефонот? Ма како ќе го најдат? Значи, ќе ти дадат таму еден тон вака папирологија како Ненад, самиот полиција ќе ти рече како да барате кредит. Така да, тој му ден нема никогаш да го заборавам, затоа што ми се случи во исти ден кога не требаше да се случи се од ден. Добро, и после тоа, кај ги бараш контактите, шо правиш? Не, го пријавуваш и прво што направив на вработениот во мобиларот, дека блокирај се. Добро. И многу интересно што беше период кога мене беше истечен договор и во план беше нели да продолжам нов. И овој телефон да го наследи мајка ми, ама цврски. Не го наследи мајка. Не го наследи и така си продолжи со кинеската напред. Го имаш, што викаме, животот во телефонот? Слики, све ти е во телефон, не префрлаш, не правиш бекап, се што имаш оставаш во телефонот. Па види сега, јас сум 50 годишна. Па затоа ти си малку од другата генерација. Значи, она што ми е исклучат, телефонот ми е важен од аспект од нашата работа. Ние сме исклучиво контакти. Друго не, така? Да, не се сликам скоро ич, селфиња ретко, едвај на гурка, ако мора, дури пишувам мувла да не фати дзида. Сакам да кажам, имам важни работи од аспект на работа, инаку
Некои белешки, прибелешки, дневници. Се може да се снајдеш, да се рехабилитираш, ништо спектакуларно нема. Но контактите се драгоцени. Јас А Бека си правите ли Бека? Еве за сите гледачи Може се скрши телефонот. направете. Ми се скрши, ми остана заглавени сите контакти, дел не се повлекоа на Google. Добро, ама веројатно може бе од... Колегите тука пробуваат да оправат Кој што му е hard disk, нешто, како да го наречам? веројатно јас не сум наместила со сетинзите како што треба, веројатно моја грешка. И тога сватив, кога требаше да се јавам на телефон На некого. од колега, за да се јавам дома, сватив дека не знам ниту еден број на памет. Ето, тоа е новото време. Можев да се сетам на телефонскиот број на баба ми од 80-тите, но не можев да се сетам на ниту еден број на домашните и сватив дека тоа мора да се промени. Јас само еден број знам, некогаш и за мојот кој ќе ме прашаат на први пат се блокирам, ама тоа е бројот мојот најверен другар од средно. И си го викам Супер Марио затоа што имало ситуации, затоа и го знам кога нешто ќе се расипе, па треба да се поправа, консултации. Супер Марио ти е. Да, и тоа ми е вајде лесен бројот, па му го запамтив за навек. Инаку некаде својот не се го памтам. Иначе 112 кај Стојанчи, таму да поврзуваат. Замисли се, јавиш на 112 и речеш кој? Кате, ако може да ми ја поврзите. Со Кате, ако може, да, Кате, да, телма. Не си нормален. Дај да пееме, нема време, готово, остај прашањата. Одиме да пееме. Што пееме? Каролина прва ќе пее. Ајде, кај ти е? Немам јас. Све ми е кај Љупчо горе погрешка. Кај Љупчо или Љупчо да фрла? Каролина. Новоградска, рековме, изборувавме нели за Twisted City, за електронската сцена. Имаше една убава приказна што сакаме да споделиме, може ли? Да, Новоградска автор на песната, инаку Жане наша? Наша. Жане, поздрав! Чао, Жане, таа ја пееше прв пат Прв пат, песна. така е, да. Ни беше идејата да ја викнеме, да ни отпее како што треба, а не знам тоа како ќе звучи. Кога ќе се бидеме да парираме на Каролина. Чекај малце сега да ја најдеме. Ќе ја најдеме? Што бараш? Ке се најдат, они не се Ајде да закијај. литаме, ја бараме. Каролина. Ајде да летаме, пуштајте, зимајте малце да микрофонот најдат. и да пееме. 200.000 пати имаме слушнато, ја не знам како Нема, не... да гледам, ама ќе се правам дека На гледам. памет да не речем литературно наизуст ја знаеме. Ајде. Чекај малце. Најдов. Ја најдеме. Колешки. Најдовме сите Ајде. одедам. Колешки само микрофона да го може да го најдеме. Микрофонот ке Меѓу го- рускава. Ке го делита. Не, најко да се збуниш па со ова. Воду, ке пеете двете? Ајде заедно, што пола, ајде, спонтано, сите, не е цела, нема време. чекај, шо? Ја бараме? Да, ја бараме. Во караоке, фолдер. Во караоке фолдер, Каролина и колеги. Новоградска, ајде да живели летаме, да се ми подсетиме сме, на големите. да Ајде, уште пијам една. втор пат. Овошно е. Овошно е. Значи, Микрофон, например. Ти си више во фаза кај што не ти се дава тебе алкохол. Јас и ти немаме ништо не Ние тераме уште. Вајде после песта за Риума пиеш. Да се Се згрие. мачка, со алкохолот се мачка после песта. Имам стил комплекс за овие. Немама нога. Овој мајка, ајде. Чекај, попуштете само. Ќе бидеме фини, оригинал ќе ве пуштиме, а вие врз Каролина. Ајде. Ама многу слабо. Ништо не Што се се слуша. погласно, дички? Ајде. Ова е. Ајде сега. Чекај да видиме. Една. Кај сме? И веднаш си заминува. Ајде, колешки, рефрени, бе! Ајде да летаме. Да ми го поете. Не плаши се. Кажи ни твои колеги се. Ова не сум јас. Ништо се слуша. Ајде да летаме. Не плаши се. Добри ме. Тоа не сум јас. Значи малко да рефрени, ќе каснеме. Нешто кога нешто ми јаден. Па ние сме тука. Кај сега опасни улици? Чекај, кај И кај сме? опасни улици. Кај сме? Опасни улици, железни пехари, отровни нектари го градат твојот стан. Опасни улици, железни пехари, отровни нектари го градат твојот стан.
Туку што почнавме, се наспеавме, ке пееме и после, Ајде, а сега да каснеме дружка и малце. кивлички, а вие гледате реклами, па се враќате. Така е. Така е, што ќе кажеме тоа ќе правите? Тоа ви е судбина. Ама не се протиставува. Ама не се биле да прифати судбината. Не се секирај. Вака Не дома може вака, немаме камери. Како немаме телефонот седни. Спроведеме, ти не се секирај, сакаш да го продолжиме од дома. Не, уше дома, човече, да Никој продолжиме како подкаст, роден денот да го продолжиме. 3 часа. Лайф Абе, стрим. бегај тамо, не. Може ќе излези реално шоу да ти кажам. Сега ти вечер планираш тоа песка јубилеен шо? Не морам, не можам. Ја сакав многу, ама не можам, многу сме затната. Па ќе се одзатнеш за недела дена Не, и ќе поминат неколку дена, па ќе видам што ќе правам. Мора да Ама спомнеш. битно треба, не, ти само кажи дека сакаш, ние ќе ти смислиме. Ќе смислела. Пак? Роден ден? Па ќе ти смислиме за журка една. Каде да славам? Ќе ви кажам. Со концепт ќе Како да направиме. славим? Ќе направиме со концепт. Вика, види Да, го ти, да, да. Нена. Марија и Тина ни се нашите колешки од Телма, за оние кои што подоцна се вклучуваат, се разбира На во овие Кати е роден празнични ден. изданија, на Кати е роден ден, нема да заборавите, Фала. да честитате на социјалните мрежи и да останете со нас до самиот крај. Рековме до крајот на оваа недела се дружиме со дел од нашите колеги во Телма, празнично, во малку поинакво издание, како што сте навикнаме да ги гледате во проектите кои што ги работат на оваа телевизија. Интересни бевте до сега, морам да Чекај, само признам, да им кажам супер кои ќе ни бевте. бидат утре гости и да прашам што мислат они како ќе се поминеме. Што ќе мислат гостите? Не, што мислите вие какви ќе бидат Дали тие? ќе играат пајтешко тие? Како ќе го видела ова, чекај. Ова Како ги твоето го видат, утре пајдешко. останавме без гости. Може и да нема Значи, првиот гостина е Тамара Грнчаровска, а вториот гостина е Павле Беловски. Што убаво, значи ќе има маче на маса. Мача. Да, Тамара ги сака ги донесе? и е задолжена да ги чува мачињата Верче и Тигра? во Да, телевизија. Вера и Тигре. Замисли стварно со Вери Тигра во дома. Ама како да не водиме, тоа се цртај го таму, пиши таму, Значи, подсетиме Вера утре да и ги Тигра. најдеме. Ама осигурете го Студио? Ова сигурно тука кога ќе почне да фрла. Не, види, Елка ве јонака ви си помина времето, така Ау, да може Елка, мачка, слободно. Елка, тоа е фатално. Не, знаеш што, друго ми беше мовето. Денеска ми се случува, значи, над 200 и кусур пораки, само да ви кажам, само ќе ви ставам срца, пошто ако седнам на сите да ви пишам благодарам, фала, многу време ќе ми треба, извинете, стварно, ама многу ви благодарам на сите. Што правите кога ќе ви дојдат тие тамо пораките у инбокс? Па еве сега вака за празниците, значи, како викаат матичниот број е шега. И ќе почнеш да се го осеќаш по цело тело, особено по глава и очи. Добро. Значи пишуваш срекна нова, Добро. кај што се роди, срекни празници и така натаму. Едно време се фатив дека почнав да се врти у главата. И почнав да мислам во перспектива дека ќе дојде ден кога јас не ќе можам да одговорам. Добро. Значи ќе ми биде напорно. Па на очарите, па вади, ставај, значи има момент кога честитам и потоа се исклучувам. Така. Не затоа што не сакам да одговорам, него затоа што навистина ме изморува. Најверојатно не ме служи ни видот веќе, а да не кажеме дека не сме дома како принцези, туку се работи, се Така е. подготвуваат, трапези се средува, така да 20 години си се 20 години. Па, браво, Дали сте од Ветина. оние кои што една порака ја пушта на цел именек или Ја за не. секој го пишувате Не, посебно? јас А, лично не, никогаш. одговарам. Ја со име дури. Секому. Секому. И сметам дека никако ми е предавство кон мене, бидејќи ако имам посебна приказна со личноста, да речеме за тоа што велиш на сите, за Истота сите има порака. една нели порака, таа е најчесто на Facebook на дзид или на стори и таа се подразбира со сите оние кои што сме во виртуелниот свет пријатели. Така е. За луѓе кои што ми се блиски и драги, со кои што нели секојдневно зборувам, нема шанси. За секој различни печаток, перцепција, различни Различен вокабулар и зборови употребуваш, нормално. И мислам дека заслужиле да им се А враќате на тие? Обавезно се. На Не зборам за оние слика, една спратена на сите. Гледаш дека е пратено истата Добро, порака сега, на... некој Тоа прати. зависи кој ја прати. Точно, Нели? точно Да. викаш. Бидејќи има некои луѓе што комуницираат на таков Да, начин и да. знаат поинаку, но одговарам на сите лично.
дури некогаш и знам да вметнам нешто од нашата интерна комуникација, да се За да потенцира, се специфична, посочи, така да е. се види дека сум помислила на нив. Така е. Да. Немаме многу интересно ДМ, например, на Инстаграм. Тоа е, како беше, тенис во журки, надвор, значи кога ќе ме носиш на оваа журка, замисли мача да идеме на текна на оваа И се договараме. И што има најмногу патики, штикли, облеки и јас се надевам еве дека ќе ни се исполни. Јас многу сум таква, како ми речете што сум била елитист. Така ми Многу работи сум ти кажала, ти да ти кажам искрено. Идејно решение, бидејќи блиско ни се родендените, заедно да го прославиме. Да, Тина има идеја каде да го прославиме Кај ќе заедно одите? 50-тиот Па на роденден. Tomorrowland На или базен. на Exit? На базен негде надвор. Да, на базенот на Елен Дело. Не ми е лошо. Не ми е лоша Филмот идеја. Базен кај што е сниман. Ау, добра Ќе дојдеш идеја. еве ќе го Ау, пролонгираме. може. Скапичко ќе ми биде. Може. Ке делиме, Ќе ќе ставиме правиме слика што има години врска. право. На Инстаграм или на Фејсбук. Да. Ако не ќе се сликаме со веш машината, ќе ставам постери. Морам да ја споделам, мислам дека нема да ми се налути, ама нема да ми забележат ни гледачите. Се Гарант надевам, ќе да. те забележат. Нема да ми забележат. шегувам. Спомена интерна комуникација. Денеска една од омилените мои другарки, поздрав Жаки ако ме гледаш, имавме една домофон кај мене во зграда, во 35-ката кај што живеев, Жаки преку улица кај мене живееше во воините и секој ден беше муабетот или учиме кај мене или учиме кај Жаки. И сега Жаки на доаѓање кај мене треба да стисне на домофон на 12-ка и татко ми, како што беше блисав целиот, и вика секогаш треба да кажеш нешто, нели, да кажеш пасворд. И ја викам, Жаки вика што да кажам пасворд? И викам ќе кажеш запечана. И она 12-ка и татко ми, ко е? И она запечана и татко ми, ката те вара Жаки. И толку остана тоа, нашето запечана, поздрав и останавме Чека, како ти вика, запечана? Запечана, да. Немавме дичковци еден период долг, нели, ја и Жаки. А што? Чекај, тоа не се менуваше со време Се препечена. менуват, ама тоа запечена остана за Свежа секогаш. печена. За секогаш. Жаки, чао и поздрав. Што мислиш дека ако имам 50, нема вакви приказни без. После 50 се најопасните прикази. Ау, немој. Немој. Ја 20 пунам, така беше твоето, така? Да, 20 ли секогаш. 20 ли, така. Имаше кога ќе се мажеш во среда, вика? Ја во 20 на 24 помниш сака. 20 ли? Охо. Може После сега, запечена, готов си. може сега да процртаме. Ајде, ке ме утепа. Океј, оно што Ајде. сакам да го нацртате е вашата желба за 2025 година, Препечена. нешто што... Но ќе ве молам, со оглед на тоа дека не сте ми веќе разумни, нека биде тоа каде што нема да употребувате безобразниците, живи предмети и така Тоа е натаму. безобразно му запишано, не разбирам. Не, ти погрешно Не, си разбрала. јас да си опоменам, пошто она за време на рекламите, друго си кажа дека ќе црта. Така да си бидеме на чисто. Да. Морам очилава, Па да не Би гледаш. било. Да ти кажам, познавајќи се себе, не мора ни овие. Малку Ајде, да познаеме што е. Може без, може екипа. Значи, жилбата се е црта. Да, жилбата е цртата. Желба нешто па што са... служено е тоа што сакам да го нацртам како Е, па се Не, сега- може и без. Ајде бирајте, како сакате. Ајде без, ајде. Како сакате, баш да познаеме со кате што ви е желбата. Може и така да Еве, јас- направиме. Ајде. Ти не Ма можеш... чекај да имам што ќе Ја нацртам. цртам, ми се црта тука, Не, ама куста можеш и... А куќа нацрта. Куќа треба? А чекај, може и ваква ќе биде, видиш? Гледаш, Да, ајде. да, па ovo nije Модернистичка, модерните. ајде. Ovo nije modernite, Чекај, горе ма не имаш е базен. толку ова. Чекај, ау, некој кревет црта. После муабето. Лежалки. Ова почна куќи и соби, другава кревети. Като не дај Боже ти да црташ. И ова е најважното. Ајде.
Опа! Мани. Ау, ова е базинот, ба. Чекај Да, се, пари. Ова е базинот ова е на викендица. летело. Види, за да може ова се да се реализира. Треба ова Да видам прво. што нацрта. Како беше нешто е речено за кого е печено, Печено, така? да. Добро, значи прво ова да се исполни, потоа Така. тука си ти, има добро, две тоа се лејки, исполни. две пијачки, кате е со Ненаце во базирот. Добро. А не се гледаме, Право, гњуриме. да. Ѓурите. Добро. И Добро, дај ѓуриме. после скачаме на техно. Техно. А ова што е коцки ве две? Прво Куцките две Лижалки. лижалки. лежалки. А нашите лижалки Па ве добро, има- првото ти Ова се се исполни. пијачки. А види колку себиче сама се нацрта. Како ма сама две Сама? лижалки? Не, она е сама. Значи не се гледаш, ти позади мене нешеш. Зашто ви личи на болнички крев? Не, дај Боже! Па палмава не е Жалка е болница. ова, гледа како... Покажи, Книга, Марија. Книга, Книга, лијаце, лижалка, палма. палма. И ти си тука позади, не се гледаш. Стави купачи, вака личи, мене ми личи. И ова стави на- купач. Па може нудистичка плажа да е. Леле, пак го сврте муабетом. Сретниот на 8 март. Ај, нека ви е среќна. Ај, леле, мајко мила. Добро. Ајде, одиме сега да игра. Време тече, леле, со вас Време лета, тече, лета. време лети. Ај, сега нема да играме оро, но Нема ќе да играме играме. една игра овде. Повелете, колешки. Доаѓате колишки. Имаме предизвик, обично на крај на емисија го правиме, но денеска ние нестандардно На крај нели, на денеско емисија издание, ќе па ќе фичаме дуваме свеки на торта. крај. Па одиме сега на оваа игра да изиграме сега пред рекламите. Чекај, ги извадам ја со чилата. Ајде, стави ги дај. таму. Што е финтата? Финтата е ова топче да стигне до крај, до преку секоја чаша, која што ја собирате попатно и нормално која ќе ги собере прва чашите. Значи вака? Да, префрлувајте. Така, некако земи друго топче, ајде като. Добро. Значи префрлувајќи го од една на друга чаша. Ева го. Тина, Увели. Добро, сложена игра. ова си го земаш, следно и така А натаму и да, и така ако натаму. погодиш си взимаш чашата. Која попрво ќе заврши, таа е победник. Може. Аха, сега. Побрзо опати. Па добро, не мора Ја многу да да бидам брзате, свикна полека, да се полека. взимам вака. Значи вака се, не се брзајте Сега за да не ви по паѓа. тука. Ете така. Ти ми помага друга рака мак. Така е. Добро ви оди. Ама не Одлично. оди двете. Ајде. Ненат. Да. Помагај. Чашите Јас видиш. можам да Ти помагам да не ти дувам. Дуваш? Па дувам ти добро и Да, тамо. не правам, јас помагам. Добро. Ајде имаме уште три. Тука е, тука е. Колку имате вие? Ги спомнешавте Едно. една. Ајде. Марија. Во секунди се броеше, но тоа, дами и господа, И двете- колешките ја и двете завршија сме оваа победнички. игра. Чекај сега. Ајде се да пееме. Победнички. Чекај сега. Вратете се на позиција, ајде на пеење. Повторно микрофон извадија. Да. Пак Билета микрофонот. микрофонот. Одиме кратко само. Да. Добро. Сега пееме. Чекај прво Маца ќе ни раскажа. Има приказна за втора за- вакароќа. Да, Ајде Мацо кажи, па после ќе да. пееме. Оливер Мандич, смеем се, а плакаох бих. Да, значи вака. О, гледаш ли како го така е некој- Маца. Значи одам на журка по долго време и слушам ремикс на оваа песна на Оливер Мандич во хаус варијанта. А отидов на журка на Јан Пули, на германскиот диџеј, познат Викаш, Јан хаус. Пули не е дошол, пошто чим ја слушаш песна. Тој кога бил во Хрватска, мислам, се не ја знам точно, не ги знам точно деталите, знам дека слушал музика од поранешна Југославија, оној електропоп или бран. И се воодушевил од она што го работел Оливер Мандич, направи ремикс и тоа звучи одлично. Добро, Може да сега се ќе најде на на YouTube подиум. ако го... Да. Така е, да. А сега не оригиналната ќе ја оригиналната пееме. верзија. Па не, затоа што ќе требаше 6 минути прво да Ќе требаше на играме. подиум да играме. Да. А ја најдовте ли текстот, го најдовте? Сега ќе побарам. Морам да кажам дека Оливер Мандич беше дел од секоја журка што се правеше по дома. И сега е дел, И ја, сега во е нашите дел и журки. мислам дека по-авангарден музичар. Нема. Смеем се, а плакао. Чекај да видам. Чекам. Ја знаете? Или треба да се чита? Ова ми е животот. Ајде. Чекай да најдам. У чудолепу ноќ ти не стајеш, окречеш ми леđа и одлазиш, и видим да сам бивши, да си обесни. Чеки на Марија и пјат. Још една добрата мора и помирење
Манифестираме. Ајде, Мацо, рефрен. Еве го спотот. Не. Еве го спотот, што сакаме цврски. Но ова не се сиди. Ајде. Турта така? Ајде. Ајде. Дали sam nikad bio grub prema tebi ja? Možda si čula ružnu reč, možda nekada. A samo kad se setim šta pričala si ti, suze mi pođu, al za tren sve zaboravi. Ајде, рефрен, одепиште. Smejem se, a plakao bi. I smejem se, a plakao bi. I smejem se, a plakao bi. I smejem se, a plakao bi. Се распеавме. Ќе треба да продолжиме со емисија Бидете така. Ќе продолжиме со торта, ќе ги дугаме свеките за многу кратко. Се снајдовме, чекај сега, 5 Чекај само, го нема. Го и нема. 0. И отиде под оваа масичка. А го нема. Што отиде под таа масичка? Па ништо ќе се правиш дека ќе дуваш. Не можам да се правам, Ненад. Кај Ова отиде? масичка не е масичка, ова е маса. Чекај, најде уште иде. Ајде, Не дојди. фрлај, не фрлај. Земи, Марија. Не фрлај, молим те да не отиде под оваа масичка. Како е тоа масичка? Ова е филограмија огромна маса. Чекај. Ајде. Ајде, ката во средина. Сега ќе ми ја пиете сите така. Колку време имаме таман? Таман за пиење. Чекај. Чекај, вижбаме. Зашо никад бе овие? Малце да се растопи, бре, луѓе, кај Имаше И живели, дајте чашките, имате добро. Марија води 0, така е, па Марија од утре емисијата 0,5. Готово. А она цело време вика, Марија води 0,5. Абе, кој е 0,5? 0 Добро, колешки земете, колешки вие навалете се убаво, приљубете се до масата и да започнеме со Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Kate, Happy birthday to you. Занесам желба, така? Ти замисли се, ние живели ке направиме Ајде. и нека ти се оствари. Може. Да ни останеш таква, весела, позитивна, здраве многу и многу успеси Кате и во следните пеје. Желбата ка ми се отвори, така? Желбата уште утре ти се остварува. Готово. Ајде, ви брамици. Чао. Ја викам да поласме за кај Марија. Марија, следно кај тебе да се најдеме во емисија, да ти ги кажеме болките. Маките. Ке правиме твистот никој Марија, таква кога варијанта. почнува да речеме пресврт во телото, после песта, кога почнува Баш после пиеста. на кивање се згрчуваш? Не, има некои нови студии. Добро. За кои што ќе раскажам во емисија. Супер, Може така. добро. Ама после пиеска не. Но После да пиеста. не се секира. После 46-та ми се чини дека беше или Опа, јас сум 44-та. навлезена, Така, значи... сега немаме гајле, да, Што да, после да. 46? Па ти се Првиот случува Ја црно. фаќа? Ќе ја фати? Ние сум батана удобна. Ама ви што дојдовте колешки, навистина не беше Благодарам интересно. за поканата. Дали беше убаво? Да. Пак да ви викнеме кај дојдете? Да. Па затоа што Ќе сте видиме на рекла. ринг утре. Кај мене во црвена линија. Треба Чекамо. само да ти ја прошириме сценографијата. Ма Ја зашто овде да ќе се водиш. сгужваме, ќе се стиснеме? Не е проблем. Готово. Ако дојдеме,
Убаво ќе си пројдеме. И утре убаво ќе си пројдеме, разбира, со Павле и со Тамара. Павле Беловски во едно поинаково светло, се мислиме само Тамара треба да му го даде предизвикот што ќе пее. Пајо сигурен биде дека ќе биде интересно. И нешто ги играве нова. Првата ја знам, да, ако игра Шамаца, ќе игра и Пајо, а Тамара Гончаровска рече дека нема да пее, ама ќе го придружува во пеењето. Да. Значи најавени сте, доаѓајте во 5, ве чекаме во студио. Така е, ние сега имаме време само да сечеме торта. Така е, сечеме. И се гледаме утре. Чао, екипа. Чао. Полека со ношот, конечно.